Дали знаете? Дали знаете дека во Етиопија годината има 13 месеци, сега е 2014 година, а полноќ е во 6 часот наутро. Откако католичката црква го променила пресметувањето во 500-та година од нашата ера, Етиопската православна црква не го направила тоа. Затоа, нивниот календар заостанува 7 години и 8 месеци. Така, во Етиопија новата година се паѓа на 11 или 12 септември, кога е престапна на почетокот на пролетта на јужната хемисфера. Во септември Етиопија ја прослави 2014 година. Секој од 12 месеци има 30 дена, додека 13-тиот, последниот во годината, има 5 или 6 дена, во зависност од тоа дали е престапна годината. Се нарекува пагуме, изведен од грчкиот збор кој ги означувал деновите што биле заборавени да се пресметаат. И времето се пресметува различно. Денот е поделен на два 12-часовни дела со почеток во 6 часот, што значи дека пладне и полноќ паѓаат во 6 часот по етиописко време. Значи, ако некој ве покани на кафе во Адис Абеба во 10 часот наутро, немојте да се зачудите ако се појави во 16 часот. Етиопија е земја која од секогаш се разликувала од другите по многу нешта. Например, таа никогаш не била колонизирана. Италијанците се обиделе неколку пати и стигнале до границата, но не успеале. Дури за време на Втората светска војна Мусолини успеал да ја окупира, но со тоа ги прекршил сите подпишани договори. Целата реке култура и растафаријанците се тесно поврзани со оваа земја, бидејќи верувале во црн крал кој ќе ја обнови империјата. Така тие почнале да го следат Хаили Саласи, етиопскиот крал крунисан во 1930 година. Растафаријанците верувале во конечното враќање на сите робови и нивните деца назад во Африка. Боб Марли одиграл клучна улога во ширењето на растафаријанската порака, а стиховите од неговата поема Војна го цитираат обраќањето на императорот во 1963 година до Генералното собрание на Обединети нации повикувајќи на мир. Се додека една филозофија смета дека една раса е супериорна, а друга инфериорна, не е конечно и трајно дискредитирана и напуштена. До тој ден, африканскиот континент нема да знае за мир и покрај големата популарност на растафаријанската црква во поп културата, сепак во Етиопија главниот збор го водат православните и муслиманите, а Етиопија била првиот дом на муслиманите надвор од арапскиот полуостров.